Имам особена чест да сум дел од церемонијата на откривање на бистата на мајка Тереза, светски познатата хуманитарка, добитничка на Нобелова награда за мир, без дилеми една од најзначајните личности на 20 век. Иако целиот свет ја знаеше како мајка Тереза, за нас, незините сограѓани, таа беше и остана скопјанката Гонжа Војачиш. Токму во незиниот роден град, каде што ги помина првите 18 години од својот живот и кој што 4 пати подоцна го посети, дарувајќи љубов и ширејќи милосрдие, имаме можност да откриеме уште една незина биста. И овде во просторот на Косовската амбасада, ликот на мајка Тереза ќе не подсетува на незината морална чистота, грижа за безпомошните, болните и сиромашните, ќе не подсетува на една маркантна фигура која треба да ни биде инспирација, да подаруваме, да се грижиме еден за друг, како најблиски соседи и искрени пријатели. Мултиетничката, мултикултурна и мултирелигиозна македонска средина, во која порасна Гонжа Агнес Бојаджиев, се уште е пример соживот и взаимна почит меѓу луѓето. Од секогаш сме биле дел од еден ист заеднички простор и ќе продолжиме да бидеме дел од него. Затоа треба да ги надминеме поделбите, омразите од минатото, да си простиме за старите гревови и да продолжиме понатаму. На Балканот имаме видено доволно беда, сиромаштија, војна, омраза, гнев. Меѓутоа во име на подобрата сегашност и иднина ни треба соработка и разбирање, не како форма, суштински. Драги пријатели, за својата хуманитарна дејност, посветеност и пожртвуваност, мајка Тереза има добиено стотици награди на светот, со што е веројатно една од најнаградуваните личности во историјата на човековата цивилизација. Сепак и покрај тоа, таа беше скромна и понизна, свесна за минливоста на човековиот живот и нашите лимитирани капацитети како индивидуи. Дозволете ми на крајот од моето обраќање да споделам една мисла која за мајка Тереза ја изрече папата Јован Павле II за време на чинот на незина беатификација пред 20 години, која е парадигматска во контекст на незината животна филозофија. Во таа прилика, Светиот Отец рече дека таа била олицетворение на библискиот стих кој меѓу вас сака да биде прв, мора да ви биде слуга. Или на незиниот мајчин, албански јазик, куштум гају, ќе тот е јете мат, лете јет шербетори јуа.